добра вечер. Јас секогаш имам еден проблем. Како да почнувам? Значи, ќе почнувам со ова. Дали може ова слика, или според вас, која врска може да има ова слика со нашата тематика денес? Проблем еден решава на голата капа. Да. Ако врни, не заштитува. Јас имав еден пријател, тој за жал веќе не помеѓу нас, тој рече: Алекс, тебе ти е лесно. Кај ти капа, таму ти глава, рече. На глава и на капа. Добро, значи има разни варијанти на ова. Изреката, таа изрека укажува на проблеми. Мојот пријател беше фамилиарен човек, имаше деца, имаше свој бизнес. И како такав често пати имаше грижи, дилеми. И тука еден Алекс, сам за себе, ниту бизнес, ниту ништо, нели? Мене ми беше лесно, затоа капата некако. Секогаш мислам на тоа, дека морам да носам капи поради густината на ова. Укажува на нешто. Во нашите глави, во нас, имаме грижи. Може би во последно време намножени грижи. Не само ние лично, денес ќе зборуваме лично некако за ова тематика, ама човештвото како цело, во целост има проблеми. Наводно, најголем наш проблем било затоплувањето на земјата, на климата. Уште малце ќе изгориме сите. Наводно сме имали тој проблем. Се сеќаваме, имавме корона. Дали беше вистински проблем, дали беше наметнат проблем. Војни имаме. Поскапување, инфлација имаме. Тука беше, уште е делумно, невработеност, нема работа. Болести, лични. Скршено срце. Това е личен проблем. Да? Многу луѓе се мачат со тоа. Конечно, самата смрт ја доживуваме како проблем и е проблем. Ако ја читаш Библијата, ќе видиш во Светото писмо смртта се нарекува непријател. И во книгата на Откровение се чита: последниот непријател кој ќе се отстрани е смртта. Значи, од тие реченици можеме да заклучиме дека Бог, Создателот, има еден план да ги реши проблемите. Глобалните проблеми на човештвото, дури и смртта. А Бог има план на глобален ниво. А ние денес зборуваме повеќе за ова тематика, нашите проблеми на лично ниво. Ние луѓе имаме проблеми. Дури и овој чија глава е таму каде што е капата. Нели? И тој има проблеми. А ние луѓе имаме проблеми и бараме решение за проблеми. А Бог, нашиот Создател, не бара нас. Не знам дали тоа ни станува јасно. Ние бараме решение за проблем, а Бог во нашиот живот не бара нас. Како ги решава Бог нашите проблеми? Ќе видиме. Ама во сето тоа треба да сме свесни, Бог не бара нас лично. И така, твојот проблем, твоите проблеми, мојот проблем, имат позитивен потенцијал. Можат да бидат помошник на нашиот пат кон Бог. Тоа е многу важно да го гледаме. Некои основни забелешки. Ние
од која точка произлегуваме во нашите предавања. Човештвото има создател. Ние не сме случајност. Ние сме сакани, планирани. Има некој кој сакаше да не има. Ние, човештвото има создател. А изгубеното човештво, добра вечер. Сега гледаш, ова се вика cliffhanger. Изгубеното човештво, наредниот пат. Нема да ве оставам да висите. Изгубеното човештво, значи, човештвото има создател. Изгубеното човештво има спасител. Неговото име Исус Христос. И тука реков изгубеното човештво. Човештвото, човекот, има огромни способности и потенцијали. Преги зборувавме, сега врвот моментално би била таа вештачката интелигенција која ние сме ја програмирале. Што не сме способни да правиме? А при сета наша способност сме изгубено човештво. И длабоко не сме способни да си ги решиме најважните проблеми основно. Темелно. Привремено ќе најдеме решение за нешто, а конечно коренот на сите наши проблеми е што сме во однос на Бог изгубени. Го изгубивме односот со Бог, контактот со нашиот Создател го изгубивме и самите не можеме да се вратиме. Јас ја имам среќата што припаѓам на еден народ кој тука се дефинира како изгубени. Изгубен германец. Не знам кога тоа настана, ама си имаше изгубени германци. Австриците и во Австрија има туристи, германци, и изгледат цело време мора да прашат за патот. И австриците велат, зошто возел тогаш Михаел Шумахер трки во круг, да не мора да праша за патот. Значи, јас припаѓам на тој народ, изгубени германци, што го изгубија патот. Ама, човештвото во целост го изгуби патот. И нашите филозофи, нашите најпаметни луѓе не можат да не вратат во личен прав однос со вистинскиот жив Бог. Колку и да сме паметни и да имаме сознание. И затоа Бог од својата страна го инициира решението на тој проблем. Бог стана еден од нас. Бог дојде како човек. И како човек со име Исус Христос, Бог рече, тој дошол да не бара, да бара изгубени луѓе и да ги спаси. И тоа важи ден денес. Бог ден денес не бара со цел поединци да бидат најдени. И тоа ние сметаме нашите предавања, се надеваме да се дел од тој процес. Сега уште нешто основно, нашиот спасител нашиот создател и спасител зборува. Бог зборува. Тој не молчи. Има зборувано, се има откриено и во созданието, и во Светото Писмо. Како што напредува разбирањето за функционирањето на природата, на биологијата, така расте сфаќањето дека неможно е случајно сето тоа да настани. Бог зборува во
созданието, Бог зборува во Светото Писмо. Кој сака да има како се вика? Кој сака да му бидат јасни работите, кој сака да има сигурност во однос на Бог, мора да се занимава со Светото Писмо. Бог сака да сме најасно, да имаме сигурност каков е Бог, каков е патот кон Бог. И мора човекот да го чита, да го слуша Светото Писмо и да верува што вели Светото Писмо. Не знам дали тоа нам ни е познато или дали ние тоа го практикуваме. Ама тука е клучот за прашањето како ги решава Бог нашите проблеми. Бог стана човек, Бог живееше помеѓу нас, ни зборуваше, делуваше и останати се 4 биографии на Исус Христос. Читај ги, занимавај се со твојот Создател, твојот Спасител, запознај се со Него. Можеш Бог да го познаваш сега. Кога сум во природата, или многу луѓе кога се во природата, се велат мора да има нешто. Мора да има нешто. Ама тоа нешто е некој. И во Светото Писмо тој некој ти се представува. И дури прими човечко име. И се роди во човечка фамилија. Исус од родители, од мајка Марија, очув Јосиф. Татко Бог. Не одиме во детали сега. Бог можеш да го познаваш и кој сака може да го разбере. Можеш да се запознаеш со Бог, можеш да се допуштиш на Бог. Ако тој вели нешто, тој ќе го исполни. Постои јасност, сигурност во однос на Бог. Но еден проблем имаме ние. Често пати ние не сакаме да имаме сигурност во однос на Бог. Знаете, јас како германец понекогаш живеам во некоја зива зона со законите македонски. Може би некој нов режим излезе на граница како германец, например, со колата ова она, понекогаш си велам, не сакам да знам што треба да правам, ќе терам додека можам. Додека некој вели стоп, Алекс, сега мораш. Нели? Понекогаш не сакам да имам сигурност, да ми е јасно. Понекогаш ми е помило да се движам во матно. Во матно. Да не морам да правам нешто што не сакам да го правам. И во однос на Бог, ние луѓето така се движиме и се однесуваме. Не сакаме да имаме сигурност во однос на Бог, туку сакаме да остануваме во матно. И велиме, не, тоа не може да се знае. За тоа може со сати да се дебатира. Кој се вратил, кој знае ова она. Значи, не сакаме да разбираме. Не сакаме да сме сигурни. И тоа е проблем. Јас прашав еден пријател со кој понекогаш дискутираме политика. Понекогаш станува жешко, јас воопшто не сакам веќе да влезам. Нели? Жестоко. Нема решење, ние ќе се скараме и ништо да решаваме, нели? Ама, го прашувам дали некогаш во твојот живот, скоро мои години, ја имаш прочитано Библијата, Светото Писмо. Не. Знаеш, има интелигентни луѓе, има заинтересирани, информирани луѓе, морален човек, политички заинтересиран, слуша вести, размислува, дебатираме, но си поминал скоро цел живот. Нека живее уште долго. Ама,
најважната книга на човечката историја ја немаш прочитано. Или тоа укажува нешто, или укажува на нешто, каков е нашиот став. Добра вечер. Здраво. Како сакаш да го разбираш светот? Како сакаш себе си да се разбереш, ако не си спремен да се занимаваш со Божјото откритие? Една пријателка вели, го прашав Бог, но не ми даде одговор. Ja? И јас можам само да кажам, дали ти си го слушала Бог? Дали почна ти еднаш него да го слушаш? Ние доаѓаме кај Бог, имаме многу прашања, молби, молитви, а кој почнува смирено да го слуша Бог? Бог зборува, Бог сака да ни се јасни работите, ама мораме ние тој став да го имаме. Јас сега ќе го слушам Бог, ќе се трудам да го разбирам и после доаѓам јас со моите прашања. Значи, ние, изгубените луѓе, порадо се криеме од Бог, дури и во нашата религија. Или го негираме Бог, или го игнорираме Бог. И порадо го живееме целиот живот во бегство од Бог, отколку да му се предадеме и да најдеме нашиот дом, нашата татковина кај Него. Такви сме ние и тоа се симптоми на нашата изгубеност. Ама гледате, тука е позитивниот потенцијал на нашите проблеми. Проблемите можат да ни помогнат, можат да бидат дел од твојот пат кон Бог. Например, тие можат да бидат потик да се разбудиме, да се соочиме со реалноста на Бог. Кога тие проблеми не можеме туку така да ги решиме, кога се чувствуваме загрозени, кога може би се плашиме и човекот нема така лесно решение за се. Разбуди се, ми вели проблемот. Проблемот може да ми помогне да се откажам од моето противење на Бог, на неговите обиди да ми зборува. Може би ќе ми помогне проблемот моите предрасуди да ги отстранам. Да не ги слушам еднаш предрасудите, туку да велам, ако има Бог, морам да го слушам. Ако тој зборува, сакам да знам што вели. Сакам да слушам како што треба. И тоа некако денес ќе се занимаваме со еден пример, како еден проблем го донесе еден човек кај Бог. Еден текст од Евангелието според Лука. Може би дури во некое друго предавање го имаме читано овој текст. Тие што памтат, може би ќе знаат. Ja? Исус е во северен Израел, покрај Галилејското море, и кога еден ден Исус поучуваше, седеа фарисеите и законоучителите, значи теолозите, сериозно религиозните луѓе, кои дојдоа од сите галилејски и јудејски села и од Ерусалим. Можеме да кажеме, дојде верската комисија да сознае што прави тој Исус, како да го проценат. А Господовата сила беше таму за да ги исцели. И ете едни мажи донесуваат на постела парализиран човек и бара да го внесат и да го положат пред него, пред Исус. А тука, во овој текст, во овој дел, го имаме проблемот, парализиран човек, и решението, Господовата сила.
Еден човек со сериозен здравствен проблем, парализиран, не може да се движи, не знаеме како се случи тоа, дали нешто му падна на кичма, не знаеме. Дали беше несреќа, дали така беше од раѓање. Човекот е парализиран и мора да биде носен од своите други луѓе, ама таму е силата Божја да ги исцели, да го реши проблемот. Ja? И бидејќи не најдова од каде да го внесат заради множеството, се искачија на покривот и го спуштија низ отвор со се постела на средина пред Исус. Кога ја виде нивната вера, рече: човеку, ти се опростени гревовите. Што мислите за ова ситуација? Човекот е парализиран и Исус му зборува за гревови. Промаш на темата, би рекле во состав кога треба да пишеш. Се промаши тематиката. Овој човек дојде со големи очекувања да му биде решен проблемот. Со маки, со радикални постапки мора да го внесат таму кај Исус, а Исус вели нешто сосема друго што не очекува тие, ти се опростени гревовите. Но, може би ние сме разочарани. Но Исус, решението го почнува со најголемиот проблем. И тоа се гревовите и гревот. Ние луѓето, како што реков, бараме решение за еден проблем. А Бог не бара нас лично. И во тоа барање нас лично, овие поими, гревовите и гревот, се клучни. Значи, ние луѓето бараме решение за еден проблем, а Бог не бара нас изгубени и сака да не спаси од нашата несрекна изгубеност. Нашата состојба, изгубеност, не е срекна состојба. Може би во моменти сме срекни што можеме да сме слободни, да правиме што сакаме. А уживањето обично трае многу кратко. И станува несрекна изгубеност. Бог сака да не спаси од тоа и од Божиот суд, бидејќи тоа е реалност. Гревовите, човеку ти се опростени гревовите. Гревовите, што е тоа? Тоа се зли, неправедни мисли, зборови и дела. И тие не прават да сме виновни пред Бог, кој е добар и праведен. А тие гревовите се симптоми на еден по-длабок проблем. И тоа е гревот. Имаме гревови, постапки, мисли, зборови, а постои еден подлабок проблем, состојба, гревот. Тоа е трајна состојба и тоа значи ние внатре, сите ние, со се говорникот, сме внатрешно расипани. И тоа е нелечиво. Не се лечи. Имаме клоност кон зло. Отуѓени сме од Бог. Имаме предрасуди против Бог. Не му веруваме на Бог. Живееме во непријателство против Бог. Ние сме безбожни, изгубени. Тоа е нашата состојба. И ова состојба е изворот на нашите проблеми. Тоа е генералниот проблем, темелниот проблем на целото општество, на човештво од сите времиња. Од скоро самиот почеток. Каде и да одиш, во која и да е тоа нација, во кое општество,
во кој народ секогаш е исто. Нема разлика. Затоа Исус проблемот го напаѓа кај коренјата. Се вика радикално. Радикално значи од корен. Тоа е зборот. Од корен. Не се занимаваме со косметика и со симптоми. Односно со, покриваме симптоми. Не. Напаѓаме кај коренот. Исус вели, човеку, ти се опростени гревовите. Замисли, Бог ти ја опростува твојата вина. И ако некој човек го слуша ова од устата на Исус, тој е најсрекниот човек. Дури да е уште парализиран на земјата. Лесно ти е тебе, Алекс, тука стоиш. Знам. Сепак, ако Исус Христос ти кажува, човеку, твоите гревови ти се простени. Точка. Минато време. Перфект. И на грчки така. Гледав јас. Нели? Гревовите ти се простени. Бог ти ги прости. Ja? Бог сака да ни го реши нашиот најголем проблем и затоа тој стана човек и умре на еден крст. Кога Исус Христос висеше на тој крст, ги носеше сите наши гревови. И затоа тој може сега да каже на оној, сега ќе видиме, условот за тоа. Ма ќе видиме, условот за тоа да ти се простени гревовите. Ќе видиме, Исус, кога ја виде нивната вера, рече, човеку, ти се опростени гревовите. Овие луѓе дојдува кај Исус со доверба во Него, со вера во Него. И врз база на тоа, тој го кажува тоа. И видите, откако Исус кажува такво нешто, можноста постои да ти се простени гревовите врз база на лична вера во Исус. Тој не бараше од тој човек да стане многу религиозно активен. Тој не бараше да се зачлени во некоја црква, во некој религиозен ред или да заслужува прошка. Тој човек е парализиран, ама има вера во Исус. И знаете, откако Бог на тој начин простува гревови и Исус вели тебе ти се простени гревовите, нашиот најголем проблем веќе не е што сме грешни и што имаме гревови, туку што сакаме да остануваме грешници и не сакаме Исус и Неговото спасење да го примиме. Тоа е сега нашиот најголем проблем. Се надевам да ме разбирате. Постои решение, постои едно решение кое е најголемиот проблем пред Бог, нашите гревови, ќе го реши. Бог е спремен да ги простува. Под услов, ќе видиме, да имаме вистинска вера во Исус Христос. И ќе видиме што значи тоа. И сега проблемот е, топката е на нашата страна, дали јас сакам тоа да се случи. Човече, твоите гревови се простени, кога Исус ја виде нивната вера. Понекогаш верата може да се гледа. Ja? Нивната вера можеше да се гледа. Не знам колку материјал падна, дали отворот постоеше или го открија покривот, колку материјал падна долу кај луѓето и го пушта човекот надолу, ja? Нивната доверба стана многу видлива. Тие постапија со доверба и тоа се гледаше. И Исус ја виде нивната вера. И знаете, ова е најважната цел и на Светото Писмо,
и на многу скромна, како се вика тоа, на скромен начин од нашите предавања, да ве предизвикуваме да истражувате, да се информирате со цел да би имале вера во Исус. Не морате да имате вера во некоја верска група. Ja? Вера во Божјото Слово, Бог зборува, Бог не лажи. Можам да имам доверба во Бог и нема да се изгорам. Тој е чесен, тој е добар, што кажал, мисли и ќе го исполни. Заслужува тотална доверба, Бог. И ова книга што ја даде. Ja? И би сакале, тоа е една наша желба, молитва, да ви се роди доверба во Исус. Тоа е многу важно, тоа е нашата цел. Ама, сега одиме напред. Присутните религиозни теолози, книжниците и фарисеите почнаа да размислуваат велики кој е овој кој хули на Бог? Кој може да ги опростува гревовите освен единствено Бог? Значи Исус рече, човеку, твоите гревови ти се опростени. Дали Исус смее тоа да го каже? Дали тој може да простува гревови? Дали е вистина што вели тој? Лесно е да се вели. Но дали е така? Тој тука му вели на човекот, твоите гревови се простени. Ама што е во Божјото книговодство? Односно правоводство, не знам како се вика тоа. Во Божите правни записи, дали таму му се бришени гревовите на тој човек? Кога Исус тоа го кажува. Многу важно прашање и тука луѓето размислуваат правилно. Кој може да ги опростува гревовите освен единствено Бог? Само Бог може тоа да го прави. Ама тоа ни покажува кој е тој кој седеше во нивната средина. Исус, кој е тој? Тој е самиот Бог кој стана човек. Тој не е само Божи човек. Човек блиску со Бог. Човек кој бил просветлен, како се вика, пророк. Не, тој е самиот Бог кој стана човек. И затоа неговата изјава има полн авторитет и е вистина. Исус, кога ги созна нивните мисли, во одговор им рече: зошто размислувате така во своите срца? Што е полесно да се рече? Ти се опростуваат гревовите или стани и оди? Што е полесно? Ако вели ти се простуваат гревовите, дали се гледа тоа? Не се гледа. Значи, јас можам слободно да го кажувам, без ризик. Ja? Не се очекува нешто надворешно да се гледа. Значи, тоа многу лесно се кажува. Исус вели, ама ако треба да велам стани и оди, овој човек е парализиран. Сега ќе се покаже дали јас имам таа власт, например, да го исцелам овој човек. И со тоа дали и другата изјава е вистина, гревовите му се простени. И прашува луѓето, што ви се чини, што е полесно? Не знам како размислува луѓето, но да знаете дека човечкиот син има власт на земјата да опростува гревови, му рече на фатениот: ти велам, стани и дигни ја својата постела и оди си во својот дом. И веднаш стана пред нив, го зеде она на кој лежеше и се отиде дома, славејки го Бога. Исус ја има таа власт. Тој лично умре, од тогашната гледна точка, ќе умре и ќе плати за гревовите на овој човек на крстот. Тој е самиот Бог кој стана човек
и не бара и сака да не спаси. И како доказ за тоа, тој му го реши на човекот здравствениот проблем. Исус му го реши здравствениот проблем, ама прво му го реши најосновниот проблем. Како ги решава Бог нашите проблеми? На тој начин. Прво, најважниот проблем. Бог ме бара лично, јас сум изгубен во гревот. Се кријам од него, сум изгубен во моите мисли, предрасуди, злобни работи во мојот мозок и моето непријателство кон Бог и мојата недоверба и мојот страв. И Бог ме бара во целост да ме избави од тоа. Прво. После почнува да ми ги реши другите проблеми. Воглавно. Океј? Воглавно. Интересно, што му вели Исус на тој човек? Оди си дома, земи го креветот, сега можеш сам да го носиш и оди си дома. И ова е еден начин како Бог ги решава нашите проблеми. Од како? Ни се простени гревовите. Тој ни зборува и ни кажува што треба да правиме. Може би на тој човек, кој го чекаше дома, јас си велам, зошто му вели оди си дома? Дружи се малце, седи тука, ќе зборуваме како ти беше, што осеќаше, нека те гледат луѓето, нека се чудат. Не, оди си дома. Таму има може би луѓе кои ќе се радуваат, ќе имат потреба од тебе. Дали имаше жена, деца, родители, мајка? Сега човекот веќе не е парализиран, сега може да работи. Секој ден може да работи и да ја поддржува фамилијата. Може би. Тоа се моите идеи, нели? Ама може би е така. Но, што го имаме во текстот е, Исус му вели, оди си, земи го овој креветот, оди си во својот дом и човекот стана и го прави тоа што вели Исус. Значи, на тој начин Исус решава многу наши проблеми. Ако ние, откако ни се простени гревовите, почнуваме да го слушаме Него. И тој ни кажува како треба да се живее. Оној кој умре за нас и кој ни ги простува гревовите и кому му се довериме преку вера, ќе стани наш Господар и ние го слушаме и правиме што вели тој. И на тој начин се решаваат многу проблеми во животот. Што настана поради непослушност, лудост, расипаност, неодговорност и што не. Океј. Коментар на реакцијата на луѓето и тие сите се зачудија и го славеа Бог и исполнети со страв велеа, денес видовме чудни нешта. Тоа беше тој настан, да гледаме редослед. Исус сака секогаш најголемиот проблем да го нападне. Знаете, класична случка од времења на војна. Колку луѓе имаше кои во војна под јак, како се вика тоа, оган, паѓат гранати, бомбардират, пукат и во рововите, во некои дупки лежат војниците и се молат. И го повикуваат Бог во страв, во ужас. Боже, само извади ме од тука и ќе живеам за тебе. И Бог го извади од дупката. Лево, десно умират луѓето, тој здрав, жив излезе. И веднаш заборави што ветил. Нели? Бог му го реши проблемот. Постојат многу такви луѓе. Татко ми излезе жив од војната, може би од вас, родител, некој, нели? Бог му го реши проблемот.
му го спаси животот, ама човекот не беше најден. Човекот влезе во животот, во сите со се како што се живее и го заборави после Бог. Бог сака прво основниот проблем да го реши. Прво да ме најде, за секогаш. Да ме внесе пак во однос со Него. Да отстрани она што ме разделува од Бог. Моите гревови, мојот бунт. Да ме прави нов човек. За тоа сега ќе зборуваме. И после да ги реши овие временски проблеми. Тука имаме уште еден краток текст од една проповед на Петар, апостолот Петар во Ерусалим. 32 година после Христос, не долго време после смртта и воскреснувањето и заминувањето на Исус Христос, тој таму стои во Ерусалим и им кажува на луѓето што треба да прават. Покајте се и обратете се, вели, за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат од лицето на Господа времења на освежување и да го испрати Исус Христос. Едно Т заборавив. Може би вие не забележивте, се извинувам. Исус Христос, кој е предопределен за вас. Гледате, јас имам проблем, понекогаш една буква паѓа. Во ова кратка еден извадок од таа проповед, Петар спомнува нешто од Божиот глобален план за решавање на нашите проблеми. Враќањето на Исус Христос. Личното, буквално враќање во овој свет. Јас сакам да го толкувам, да го применувам лично. Ќе видиме. Покајте се и обратете се. Со други зборови, сменете го ставот кон Бог. Предајте се, немојте да продолжите со бунтовност, со противење. Свртете се кон Бог, кон Исус Христос. Резултат на тоа ќе ви бидат избришани гревовите. Исто тоа што го гледавме кај Исус со парализираниот. А сега што ќе дојде? Ќе го испрати Исус. Еден ден ќе го испрати Исус назад во овој свет. Ама, кога човекот се покајува, се обраќа кон Бог, кон Исус Христос, Исус доаѓа во животот. Исус се населува во животот на тој човек. И што носи со себе? Времења на освежување. Ми се допаѓа ова. Кога ќе дојде Исус во твојот живот, во твоето срце, почнува нова фаза, нова доба во твојот живот. Времења на освежување. Има времења на угнетување, разочарување, мачење, разочараност, потемнување. А Исус вели, јас ќе дојдам и јас ќе носам времења на освежување. И планетата Земја ќе го доживее тоа, ама сега секој поединечно треба тоа да го доживее. Што е условот? Покај се. Смени го умот и ставот кон Бог. Како ги решава Бог нашите проблеми? Ако ние тоа го правиме, Исус доаѓа во нашиот живот и носи оживување и освежување. Исполнување. И тие се нешта кои никаде не ги најдуваме освен кај Него. Освен Исус Христос, никој и ништо не може да те исполни, да те освежи, да те оживе трајно. Што и да правиме? Ќе читаме уште по некој стих.
Ако тоа го направив, се покаев, се обратив кон Исус, го помолив да дојде во мојот живот, му кажав дека верувам во Него, тој ми ги прости гревовите. Како ќе го живеам сега мојот живот? Чекај. Се збунив дека редоследот нешто. Замисли, заборавив нешто. Ке ви цитирам без да пиши тука. Истиот апостол Петар, тој вели, вие како овци скитавте, но сега се вративте кај овчарот и надзорникот на вашите души. Тој опишува една состојба на нас луѓето. Скитавте како овци, без овчар. Но сега се вративте кај овчарот и надзорникот или грижникот на вашите души. Како ги решава Бог нашите проблеми? Кога го имаме Исус во животот, тој станува наш добар пастир. Тој се грижи за нашите души. Тој ветува дека ќе донесе правда, мир и радост во нашиот живот. И кога живееш ти исполнет од внатре, не мораш тоа да го бараш со разни помагала, што луѓето обично им треба многу алкохол, дроги, какви да се доживувања, и на крај сепак остануваат празни. Добриот пастир кој се грижи за нашите души ќе дојде во нашиот живот. Ми се чини, јас тука утнав една работа, не знам, морам да се вратам. Океј. Не сум газда во сопствениот концепт, замисли. Уште еден стих. Како ги решава Бог нашите проблеми? Кога Исус е во нашиот живот, вели тој, човекот стана ново создание. Старото помина, ново стана. Кога бев еднаш кај мојот ортопед во Германија и ми направи зафат во коленото, тој ми рече, да не се лажиме, некогаш ќе ставиме тука железо во коленото. Да не се лажиме, некое време ќе се маткаме, ќе поправаме, некој ден мораме да ставиме нешто ново. Така рече тој. Ова колено не може да се спаси до гробот, мислеше тој. Јас уште се обидувам. Ама, нели, медицината ни кажува, ова бедро, ова колено не се спасува, ставиме ново. И така, ние изгубените луѓе мора да станеме нови од внатре. Ова нашата расипаност не може да се поправи. Бог прави ново создание во нас. И тоа е дел од тоа решение на нашите проблеми. Со ново срце, многу проблеми воопшто нема да дојдат во нашиот живот. Бидејќи имаме ново срце, нови ставови, нови мотивации. Не мораме самите себе си да се уништиме, туку можеме здраво да живееме. И сега, проблемите во животот на овој начин ќе ги нападнеме ние, бидејќи ќе има проблеми. Ама, со жив однос со Бог, му веруваме, ако тој вели, никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Затоа можеме смело да речеме, Господ ми е помошник, нема да се плашам, што може да ми направи човек.
Добивме жив однос со Бог, знаеме дека тој не љуби и дека ветува дека ни помага. И уште еден стих: повикај ме во тежок ден, ќе те ослободам, а ти ќе ме славиш. Има тешки денови, ќе има тешки денови. Ама Бог има едно ветување: ќе ме повикаш мене, тешкиот ден пак ќе ти биде помошник, ќе те носи кај мене. Ќе ме повикаш, јас ќе те ослободам и ти ќе ме славиш. Тој тежок ден ќе стане повод за средба или за да доживееш како јас постапувам со тоа. И тоа сакам да кажам, и кога сме се обратиле и веруваме во Исус и го имаме Него во нашиот живот, Бог нема да ги реши сите наши проблеми. Океј? Го кажав тоа. Така е. Бог нема да ги реши сите наши проблеми. Проблемите се нашите помошници, кои дават пак и пак да доаѓаме кај Бог, ни помагат да сме искрени, ни помагат да сознаваме колку сме слаби ние. И имаме потреба Бог да ни помогне, да не спаси, да интервенира. Значи, проблемите ни помагат да разбираме колку сме слаби ние и колку е мојќен и мудар Бог. И дека секогаш имаме потреба од Него. Затоа, во таа смисла, потребните проблеми ќе останат во нашиот живот. Но, најтешките и најважните Бог ги решава. Рековме, преку Исус Христос. Значи, не се гледа многу убаво, убава слика, има еден клуч тука. Клучот за живот, каде што Бог се грижи за нас и за нашите проблеми. Клучот се вика Исус Христос. И прашањето, клучните прашања, дали вие веќе лично се обративте кон Исус? Дали станавте искрени пред Бог? Искрени, реални. Дали веќе сознавте дека сте и вие грешник? Имате вина пред Бог и не можете таа вина да си ја откупите, отплатите самите. Виновни пред Бог сме и неспособни самите да ја платиме цената за таа вина. И сега дали веќе му верувавте само на Исус Христос, исклучиво само на Исус, за да добиете прошка кај Бог и вечен живот. И во тоа верување во Исус, дали се напуштивте тотално на Божјата милост. Дека таа прошка и тој нов живот не се заслужува од нашата страна. Ни едно религиозно дело и целиот живот, ако го даваш, не го купи тоа. Тоа останува Божјиот поклон, што тој ни го нуди, ако само веруваме во Исус. Дали се напушти тотално само на Божјата милост, а не на твојата собствена добрина или на религиозните дела, активности и други. Уште, на крај, нешто што вели Бог. Овај пат одиме во 7. век пред Христос. Пророкот Исаја му се обраќа на јудејците, на евреите. Бог ги обвинува за многу гревови, за многу злостори, за многу неправда, за кражби, за насилство. Слабите во општеството беа искористени, вдовиците и сето тоа.
Но во сето тоа обвинување, Бог кажува што е спремен тој да прави. Сега дојдете да се расправиме, да зборуваме за тие праведни прашања. Јас сум спремен како судија да ве ослободам од казната. Така вели. Значи, се расправиме во смисла, јас судија, вие сте обвинетите и сега ќе ви кажам какво решение јас предложувам во нашиот спор. Ако ви бидат гревовите како црвено сукно, крв, окей? Пролејавте крв и таа крв е на вас. Ќе бидат бели како снег. Значи со бои, Бог вели, од крвни гревови ќе ви ги простам, ќе бидете бели како снег. Ако ви бидат румени како пурпур, ќе станат како волна, бела волна, како бела волна од овци. Значи Бог е спремен. Луѓе, слушајте, вие сте виновни, ама јас ви ветувам, вака ќе постапам. И сега вели, ако сакате да ме послушате, ќе уживате во плодовите на земјата. Бог на израелскиот народ, таа земја им имаше ветено, и ако ме слушате, ќе живеете, како што се договоривме во Стариот Завет, и ќе седите, ќе уживате. Секако ние денес немаме ветена земја, ама ќе уживаме ние. Ако ние го слушаме Бог, ќе уживаме ние во еден живот во кој што Бог, како што видовме, не оживува, не освежува, го исполнува нашиот живот. Но ако истраете во бунтовство, ќе ве проголта меч. Тоа беше тогаш Божјата порака за тие луѓе. Ќе дојдат непријателите, ќе ве освојат и многу од вас ќе бидат погубени. Поради тоа што тој народ беше паднат во такви неправедности, вакви гревови, што Бог дозволуваше да дојдат непријателите и да ги напаѓат и да ги убијат. А знаете, ова важи и за нас денес. Може би е тоа многу тежок крај на ова предавање. Бог ветува тотална прошка. Гревовите да ви се толку крвави, што никој од нас не сака јавно да ги признае, ниту мора некој, пред Бог. Пред Бог. Бог веќе вели, ти не можеш ништо лошо да ми кажеш што јас веќе не го знам. Само треба да го признаеш. И ако ме послушаш, и се обратиш кон Исус, Бог вети, ќе ти ги простам. Гревовите ќе бидат бришани како никогаш да не биле. Божјото ветување. Но ако истраете во бунтовството, ако сакаш да продолжиш како досега, тогаш покрече ќе ве проголта меч, денес ќе вели, ќе мораш сам да одговараш за своите гревови во мојот суд, во мојот вечен суд. Тоа се реалностите на нашиот живот. Тука завршувам јас. Ви благодарам многу за вниманието. Ова е сериозна тема. Нели зборувавме за сериозни проблеми. Ама Бог има едно решение. Тие проблеми кои ние не можеме да ги решиме, Бог е спремен и видовме како тој ги решава. Сега ве покануваме. Фала.